Одавањето службена тајна и фалсификатот сертификат на екс-председателката на антикорупцијска Татјана Димитровска гурна интегритетот на институцијата и го направи неатрактивно председателското столче. За фотелјата на првата антикорупционерка овој пат се пријавиле тројно помалку кандидати од минатиот конкурс. Од 13 пријавени, 10 го поминаа првиот филтер, што се безмалку 3 пати помалку отколку во 2023, кога Димитровска беше селектирана од вкупно 41 пријавени. Меѓу избраните десетмина кои денеска и утре ќе поминат интервјуа во собранието, нема ниту едно звучно име. Најмногубројни се правници, па економисти, но и поранешни вработени во МВР. Весна Доревска е единственото име кое е веќе споменато во јавноста. Таа е дипломиран правник и поранешен помошник министр за правни работи во МВР. Исто така, таа сведочеше во предметот Таргет тврдина за уништување на опремата за прислушкување. Од правниците пријавени се Владимир Наумовски и Антонио Санев, а од сферата на адвокатурата доаѓаат Валентина Тодоровска и Ненад Трифуновски. Бранко Смилевски е економист и магистар по антикорупција, но и актуелен помошник на главниот ревизор. Конкуренцијата ја заокружуваат Благица Трошановска, раководителка во Министерството за одбрана и магистар по политички науки, Кимо Чавдар, доктор на политички науки и Адем Чучуль, актуелен генерален секретар на ДКСК. Кандидат е и Феузи Џафери од Чајле Густивар, магистар по дипломатија, кој претходно се кандидираше за народен правобранител. Комисијата за селекција во рок од 3 дена по интервјута ги рангира кандидатите според утврдените критериуми и ги доставува до Комисијата за прашање на изборите и именувањата на собранието. Во рок од 2 дена највисоко рангираните кандидати се предлагаат на собранието во единствена предлог листа за председател и членови на ДКСК со образложение за секој кандидат. Инаку, поранешната председателка на антикорупцијска Татјана Димитровска останува во фокусот на јавноста поради судските процеси што ги води обвинителството за гонење на организиран криминал. Против неа се поднесени обвиненија за 2 кривични дела: одавање службена тајна и компјутерски фалсификат во рамки на предметот адитив. Според обвинението, Димитровска наводно споделувала доверливи информации со поранешниот директор на ТЕЦ Неготино, Небоша Стојановиќ, обвинет во истиот случај. Дополнително, ревизорот Државниот завод за ревизија положил тест за класифицирани информации во нејзино име, пошто таа добила сертификат за државна тајна. Во истрагата биле извадени околу 250.000 електронски записи од нејзиниот телефон, кои се предмет на анализа. Судот изрече мерки на предпазливост, одземање на патна исправа, забрана за користење службена документација и забрана за гласање и распределба на предмети во антикорупцијска. Димитровска беше избрана за председателка на антикорупцијска во декември 2023 со 97 гласа поддршка во собранието, а претходно имаше повеќе од 19 години искуство како државен ревизор. По поднесеното обвинение, таа си поднесе оставка, а комисијата продолжи да функционира со ротирачки заменик председател.